Како ја нарекувате книга на која и недостасуваат стотици стихови совршено сочувани? Тоа е одговорот што го добивам од моите пријатели муслимани. Вчера прочитавме пасус од Китаб Фадаил ал Куран, каде што Ибн Омар, еден од придружниците на Мухамед, призна дека голем дел од Куранот е изгубен. Ибн Омар им изјавил на муслиманите: никој од вас да не рече, јас го научив целиот Куран, зашто тој знае што е целиот, кога голем дел од него исчезна. Нека каже попрво, научив што е степенот на тоа. Односно, научив само што преживе. Абу Убейд потоа продолжува да дава еден куп примери на исчезнати стихови, исчезнати пасуси и исчезнати поглави. Ајде да прочитаме што кажала првата генерација муслимани за совршеното зачувување на сура. 33 од Куранот Ибн Аби Мерием се поврзани со нас од Ибн Лухаја, од Абул Асвад, од Урваб аз-Зубаир од Ајша, кој го кажа сура Ал-Ахзаб. Сурата 33 се рецитирала во времето на пророкот со 200 стихови, но кога Осман ги напишал кодексите, тој не можел да набави повеќе од тоа отколку што има денес. Така, според сопругата на Мухамед, Ајша, мајката на верната, сура 33 се рецитирала со 200 стихови. Но, кога калифот Утман одлучи да дистрибуира некои пишани копии од Куранот, муслиманите можеа да го најдат само она што е во поглавието денес. Сурата 33 од Куранот што ја имаме денес содржи 73 стиха. Сега, 33 првично содржала 200 стихови, но во денешниот Куран содржи само 73 стихови, недостасуваат од сурата 33. Според Ајша, во сурата 33 од совршено и чудесно зачуваниот Куран недостасуваат 127 стиха. Но, станува полошо бидејќи Ајша очигледно заокружуваше кога рече дека сурата 33 содржи 200 ајети. Исмаил би Ибрахим и Исмаил б. Џафар ни се поврза од Мубарак Фадала, од како Абин Нуџуд, од Зирб Хубија, кој рече, Убаиб Каб ми рече, колку стихови дали изброи или колку стихови прочита. Сура Ал-Ахзаб 72 или 73 одговорив, рече тој, но порано беше еднакво на сур Ал-Бакра, сура 2, и во него го читавме стихот каменување, рече јас, а што е стихот каменување? Тој рече, ако некој возрасен маж и жена направат прељуба, каменувајте ги без двоумење како предупредување од Аллах, бидејќи Аллах е силен мудар. Според Уба ибн Кад сура 33 порано била долга колку сура 2. Но, кој беше Уба ибн Каб за да го слушам? Уба не е некој просечен сахаби, тој е ари на Куран. Тој е господар. Уба беше господар на Куранот, а Уба рече дека сурата 33 била долга како сура 2. Сура 2 од Куранот е долга 286 стиха. Сега, 33 содржеше некаде околу 286 стиха, содржи само 73 стиха. Можеме да кажеме дека според мајсторот Уба ибн Каб, повеќе од 200 стихови биле изгубени од едно поглавие од Куран. Како ќе одговорат нашите пријатели муслимани? О, добро, тие 200 плюс стихови беа сите укина. Дали забележавте дека Куранот ги има сите карактеристики на книга која е изменета и корумпирана, но муслиманите измислуваат причини за сите промени и корупции, а потоа велат дека е совршено зачува. На Куранот што го имаме денес му недостасуваат цели поглавија и стотици стихови. Зошто е тоа? О, бидејќи исчезнатите поглавија и стихови беа укинати. Што ако Куранот што го имаме денес содржи работи што недостасувале во претходните Курани? Пример, дружникот на Мохамад ибн Масуд имал само 111 поглавија во својот Куран. Тој рече дека 3 поглавија кои се во денешниот Куран не би требало да бидат таму. Кога работите ќе се додадат. О, кој изоставил нешто што е во денешниот Куран едноставно направил грешка. Ибн Масуд сгреши.
Па, што ако ставиме два од денешните Курани рамо до рамо и видиме дека има различни арапски зборови со различно арапско значење? Тоа е затоа што Куранот е објавен на еден куп различни начини, но овие различни читања се комплиментираат еден со друг. Сите различни верзии се од Аллах. Забележете што велат муслиманите. Тие велат дека Куранот ги има сите карактеристики на книга која е изменета и расипана, а сепак за чудо е зачувана од големиот Бог Аллах. Но, ова покренува очигледно прашање. Ако зачувувањето на Куранот е чудо, а сепак Куранот ги има сите карактеристики на книга која е изменета и расипана, како би требало да го идентификуваме чудото? Што е чудото овде? Нашите муслимански пријатели велат дека Куранот се разликува од другите книги. Совршено е зачуван, а сепак Куранот ги има сите карактеристики на сите други книги кои се променети и корумпирани работи, додадени работи од земени, различни зборови во различни верзии. Ако ова е чудо, тоа е најглупавото чудо досега. Муслиманите во основа ни кажуваат дека Аллах рекол, знаете што? Ќе направам чудо. Ќе направам Куранот да изгледа како да е изменет и корумпиран, иако е совршено сочуван. Муслиманите тврдат, без да презентираат конкретни докази, дека Библијата и Тора се изменет. Како би можело да биде изводливо да се менува секоја копија на глобално ниво на униформен начин? Дали најдовте на некои историски податоци кои го потврдуваат овој процес? Се сомневам дека не сте наишле на такви докази. Меѓутоа, кога ги анализираме Куранот и хадисот заедно со споредбите на ракописи, јасно се видливи измените во Куран. Во моментов, постојат 26 различни верзии на Куранот кои се во употреба на глобално ниво, факт што многумина одбиваат да го признаат. Неопходно е да се размислува критички и да не се прифаќаат слепо дезинформациите што се шират за христијаните и евреите. Дополнително, вреди да се забележат разликите помеѓу различните преводи, верзии на Куранот и оригиналниот арапски текст е форма на корупција и на вашата книга. Во кого ќе одберете да верувате, на крајот зависи од вас.